се слушале некој кога вели имајне во молитвите, владико или оче, или еден со друг може така да се изборуваат и лаиците. Што значи ке рече човек тоа да читаме молитви специјални, долги молитви, условија за некого, кога не задолжува со такво барање? Важно е, браќа и сестри, да имаме добра волја кон некого. А Господ чита на друг јазик. Не ги чита само акатистите кои ги читаме ние, не ги чита каноните, не ги чита службите, ја чита добрата волја наша. Дали кон некого имаме добра волја, тоа е значи да го држиме во молитвата. Значи кога има потреба или кога едноставно на него доаѓа редот за молитвата, да го имаме секогаш во нашата добра волја. Ете тоа значи да го имаме некого во молитвата. Зошто ви го спомнувам ова? Затоа што сте слушали или намикнати сте некои од вас, кога некој го бираат на некаква функција каде што може да заврши работа на многумина. Дали е тоа некој одговорно директорско место или да не кажам повисоко во властите. Ние сакаме да се представим пред него со нашата добра волја. За тој да не држи во неговата добра волја, дали се работи тоа за вработување или се работи за преместување на подобра позиција, меѓутоа секогаш сакаме да ни биде благонаклон. Како да не ни биде благонаклон некој кој на некој начин му е дадено да врзува и одврзува на земјата, а тоа е епископот и свештеникот. И како да не бараме од него да има добра волја кон нас воопшто, што да сакаме, како да му велиме, ние сакаме добро да ни се случува, ама ти заврзувај ни се, ништо добро да не ни оди. Не, зашто Господ, браќа и сестри, на епископот и на свештениците им дава таква власт, да врзуваат и да одврзуваат овде на земјата. И затоа, ако сме во нивната добра волја, некогаш на нашето име ќе се сетиме на проскомидијата, што е најважно секако. Некогаш ќе се сетиме воопшто во животот, некогаш некој друг ќе не подсети. Меѓутоа секогаш ќе имаме добра волја и ќе велиме, Господи, на овој да му бидат отворени вратите пред Тебе. Ете тоа значи да биде човек во молитвата нечија. Не значи само дека треба да читаме молитви за некого, туку да имаме добра волја кон некого. А таа добра волја ќе се исполни на еден или друг начин. Ја служиме преждеосвештената литургија во ова петта седмица на Великиот пост и ни останува денеска вечерва акатисната химна, целосно да ја прочитаме и да го завршиме тој циклус на молитви кој вчера, односно завчера, знаете, го прочитавме и целиот канон на Свети Андреј Крицки. Значи се приближуваме при крајот на оваа света четириесетница. Идната недела е цветници, а после тоа почнува страстната седмица, која, како што друг пат имавме речено, не се ни брои во светата четириесетница, зашто посебен дел и се вика страстна седмица.
Нека Господ по милоста негова биде со сите вас и тој да ви биде патеводител и во сите денови на оваа светла 40-тница и до крајот на вашиот живот.